Моето дете заболува од ретка болест, Алпортов синдром. При добивањето на неговата диагноза пред 10 години, не беше воопшто лесно да се слушне дека детето ви боледува од ретка болест. За болеста на синот на Гордана Лолеска од Охрид ниту на светско ниво се уште нема лек. Вели ако порано ова беше табу тема, сега отворено и се погласно се говори за проблемите со кои се соочуваат лицата со ретки болести. Доколку се работи за најмилото, децата, чедото, тоа е многу тешко за нас како родители. Тоа се многу непроспиени ноќи, многу талкање по институции, по клиники, првенствено за состојбата да добие име, па потоа која ќе ви соопштат дека за неговата болест нема никаков лек ни на светско ниво, тоа е многу поразително. Немањето на лек за незиниот син не обесхрабрува Гордана да се откаже од незиниот повеќе годишен активизам за поддршка на правата на овие лица во Северна Македонија. Во регистарот на лица со ретки болести запишани се речи 1000 лица, што е зголемување за повеќе 100 во однос на 2023 година. За многу од нив се уште нема соодветен лек или пак се доцни со поставување на соодветна диагноза. Од регистрација до дека се набави лекот поминува многу време. Тоа е затоа што буџетот е планиран за децата година уназад, да кажам, и сите нови деца го чекаат буџетот следната година, и што е парадоксално, некои ефтини лекови што нема фирма која што би ги донела заради тие бирократски процедури на документи за моето дете, веќе 4 месеци сама си го купувам лекот од странства. Во светски рамки од некоја ретка болест боледуваат 350 милиони луѓе и од и повеќе од 8 години е просечното време за поставување на соодветна диагноза. 80% од ретките болести се диагностицираат кај децата и нажалост околу 30% од тие деца не го доживуваат својот 5-ти роден ден. Македонските лекари велат дека е многу важно да се посветува поголемо внимание на скринингот кај новороденчињата. Многу раната диагноза всушност го менува исходот на кратки и на долги патеки. Минатата година беше додадена и болеста фенилкетонурија во националниот скрининг, така што сега за 3 или 4 болести се скринира секој новороденче. Но тоа каде што сме сигурни дека вистина кога ќе се фати болеста рано и ќе се воведе лекувањето рано, дека тоа ќе направи значителна промена во исходот. А Охрид секој февруари живее во знакот на ретките болести, додека 28 февруари се одбележува како светски ден на ретките болести. Бројни јавни личности, обични граѓани, спортисти, училишта и институции се приклучуваат на оваа благородна мисија за подигнување на јавната свест за оваа категорија граѓани. Почнавме скромно со трчање во знак на поддршка, планинарење во знак на поддршка за пациентите со ретки болести, па да ја започнеме националната кампања, ги запознаваме ретките болести, во која што оди веќе 7 година поред и за која секојдневно се објавуваат по една ретка диагноза обработена на македонски и на албански јазик. И до сега стигнавме до обработени 303 ретки диагнози. Но и понатаму, од околу 8.000 ретки болести на светско ниво, само за 5% или 250 од нив има некаква терапија која не доведува до целосно излекување, туку до намалување на симптомите. Од Министерството за здравство велат дека од вкупно 959 лица запишани во електронскиот регистар на ретки болести, за 350 се обезбедуваат лекови преку програмата за ретки болести. Во 2024 година се воведени и 4 нови лекови и од заклучно со 2024 обезбедени се вкупно 51 лек. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.